Гостин во темата на денот е Димитар Богевски, директор на Државниот архив. Директор, имаме и повод за овој разговор. Одбележувате 75 години од основањето на архивот. Моето прво прашање е дали институцијата прерасна во вистински чувар на македонското наследство, на македонскиот идентитет, ако сакате, нешто за што се бориме практично од осамостојувањето до денес. Добро вечер и поздрав до сите гледачи на македонската телевизија. Токму така, 75 години, денеска е јубилеј на Државниот архив на Македонија, чувар на колективната меморија и жив сведок на историското минато. Тоа е и нашето мото, столб на македонското битие, на македонското постоење. Тој е формиран во 1951 година со указ на тогашната влада на Народна република Македонија. Тој има свој 9 подрачни оделенија и функционира веќе 75 години. Неговата дејност или намена е да води евиденција каде се наоѓа таа архивска граѓа, која е од витално значење за Републиката, од економски, историски, финансиски, културен и од сите други облици. Потоа да ја носи во самиот архив, да ја сместува, да ја конзервира и реставрира, средува и обработува, опишува и попишува и потоа ја складира во депоата, каде што таа граѓа потоа се чува трајно. Потоа одат научно-истражувачките помагала, каде што ние ги доставуваме до јавноста и оној научен кадар има можност да има увид во таа документација и потоа да нели пишува или издава книги врз база на тие документи. Она што сакам да го кажам е да одбележам овој момент за сите оние генерации поминати во Државниот архив на вработени, кои што дадоа свој допринос во развој на архивот, кои што неизморно ја градеа нашата струка архивистиката и кои што успеа и помогнаа на голем број документи преку научната јавност бидат достапни и за научни цели, и за истражувачки цели и на јавноста. Колку и какви документи поседува Државниот архив, кој е најстариот документ, кој е најважниот документ? Да, Државниот архив има околу 8000 фондови или кај нас се мери во должни метри 16 километри архивска граѓа. Најстариот документ сум повторил повеќе пати и никогаш не е малку да нели да го повториме повеќе пати, е Евангелието од Лука, кој е од 12 век. Тоа е најдено во фондот на познатата охридска фамилија Робевци. Исто така сакам да истакнам дека Државниот архив поседува и многу раритетни документи кои што се препознатливи и ги има само во Државниот архив, а тоа се огромен дел на османски документи, особено битолскиот кадилак, кој што во изворна форма од 1629 година до 1912 година во континуиран дел од тој период се наоѓа во Македонија, кој што го нема ни во Државниот архив на Македонија, кој што го нема ни османскиот архив. Тие беа тука, согласно меморандум за соработка, го дигитализираа и сега го поседуваат и тие, но во дигитална форма. За нас е доброто што ние го имаме во оригинална форма и тој е единствен така сочуван во континуитет документ, фонд, кој што го нема во ниеден дел од османското империја во тој период. Во депоата на Државниот архив нема услови за заштита на архивскиот материјал. Ова ви цитирам извадок од извештајот на Заводот за ревизија за 2024 година. Директоре, не е тајна, подолго време се зборува дека условите не се сјајни, има влага, има мувла. Што е направено за подигнување на заштитата и на безбедноста на документите? Да. За жал, минатиот период архивот беше познат токму по такви случаи, но ние веќе превземаме мерки и веќе тоа не е појава во Државниот архив. Тоа не велам дека ние ги решивме сите проблеми, не, но овие недостатоци се можеби повеќе од 70% веќе отстранети. Услови има во депоата, се соочуваме со проблеми, но ние не плачеме, ние се бориме, бараме решенија, изнаоѓаме решенија. И во овој момент можам да кажам дека депоата во Државниот архив и во сите други подрачни оделенија се во многу подобра состојба него ова што може да го видиме на сликите. Своевремено се размислуваше можеби за враќање во старата зграда. Каков е вашиот став? Дали таквиот евентуален чекор би значил подобри услови од тие што сега ги имате или пак треба да се размислува понапред во идената за изградба на можеби нов објект со нови депоа, бидејќи знам дека и депоата се проблем, веројатно немате доволно место. Да. Она што сакам да го кажам е нашите анализи, односно на стручниот дел од Државниот архив покажува дека точно е, ние во 1969 година сме направиле наменски архив, наменска зграда за со сите наши технички потреби, меѓутоа кои што биле во тој дел од времето, кои што имале таква улога од тој дел од времето. Но тој архив бил предвиден да не обслужува 40 на години.
Тие 40 години веќе истекоа. Сега, за да се вратиме ние во тој архив, треба прво да направиме, таму има основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, направена инвестиција од некои 500-600 евра. Ние ќе треба таа инвестиција да ја уништиме. Ќе треба да направиме наша нова инвестиција за да може да ги адаптираме тие простори за работа или за потребите на државниот архив. Меѓутоа со тоа не го решаваме ние проблемот. Таму треба да изградиме уште едно депо, бидејќи депото кој се наоѓа во новиот државен архив, каде што се наоѓаме сега, има голем број на архивски материјал. Каде ќе го сместиме тој архивски материјал? Значи, ние мора да изградиме уште едно депо, за да можеме тој архивски материјал да го донесеме. И со тоа повторно не го решаваме проблемот. Зошто? Затоа што сега веќе не е одвлажнување на воздухот или сушење на воздухот преку отварање на прозори. Ние денеска имаме современ начин на депоа, каде што регулацијата на воздухот, неговата влажност се врши преку клима комори, преку чилери. Значи треба дополнителна инвестиција да направиме и за тоа, за да ги обезбедиме оние сите услови кои што современите текови или времења ги бараат. И целата таа анализа која ќе направите, најдобро е ние да работиме овој период, да направиме план, да направиме проект, да го презентираме на владата и да дадеме некое решение во наредните 100 години кои што ќе биде корисно за оваа држава. Заборев само да кажам дека доаѓа времето на дигиталните документи, значи на нас ќе ни се потребни и серверски соби, места за дигитализација кај што старата зграда во тој период ги немаше предвидено. Тоа е моето следно прашање. До каде сте со процесот на дигитализација? Работам во телевизија, знам колку е важен. Да. Процесот на дигитализација можам да кажам со пофални зборови во овој период, бидејќи влегуваме во некаква динамика, веќе користиме една донација од страна на словенската влада и работиме еден пилот проект во изработка на информацијски систем или софтвер. Значи, тој информацијски систем, нашите барања како менаџерски тим и оној тим што е околу мене е малку повисок и бараме да биде еден од најдобрите во Европа. Зошто? Затоа што ние веќе долги години доцниме и немаме можност за импровизација. Се трудиме тој да биде најдобар во Европа, за да може да ги пратиме и сите европски трендови и веќе го започнавме тој пилот проект. Кој ќе го завршиме тој пилот проект, ќе ни бидат јасни кои се работи треба да ги содржи тој информацијски систем или софтвер и потоа ќе влеземе во изработка на тој информацијски систем софтвер. Зошто ни е потребен тој? За тие дигитални документи кои што ние ќе ги дигитализираме, имаме каде да ги закачиме и направиме достапни на јавноста и на граѓаните и на научната фела. Дали сте отворени за соработка, споменавте со јавноста, еве доколку сакам или ми е потребен некаков документ да копам по државниот архив, дали можам да отидам кај вас, што треба да направам за да имам увид во документите? Ова прашање ми е поставено речиси секаде каде што сум гостин, а државниот архив е отворен за сите граѓани на државата и за тие што се надвор од неа. Има само одредени правилници на кој начин може да се истражува. 99% од документите кои што ги содржи државниот архив се јавни, се транспарентни, може да ги добиете во секој време. Само треба да дојдете да си поднесете молба, да си наведете што сакате да гледате, кој фонд, таму има нели бројче, кој фонд сакате да го гледате, што сакате да гледате тој фонд и за еден ден ќе ви биде достапна таа граѓана увид. За крај, каде ја гледате иднината на државниот архив? Иднината на државниот архив ја гледам при една економска стабилизација на земјата, изработка на еден проект од наша страна, кој што ќе треба да го презентираме во иднина на владата, изградба на еден модерен архив, значи технолошки многу понапред за разлика од сега, дигитализацијата, електронските типови на документи, бидејќи ние сме обврзани согласно некои бенчмаркови на Европската унија во одреден временски период да почнеме и да создаваме типови на електронски документи, да направиме начин како тие ќе ги пребираме, како ќе ги обработуваме. Значи со еден збор изработка на изградба на еден нов архив кој што ќе ги задоволува сите европски стандарди и модерни токови на нашата работа. Ви благодарам за гостувањето и ви честитам уште еднаш на јубилејот. Благодарам и на вас.